Slavete go Gospoda, zašto je dobar. Алилуја. Јас сум отец Георги Григоров. Јас сум отец Александар Митров. Ние сме парохијски свештеници при Македонската православна катедрала Свети Петар и Павле во Краун Пойнт, Индијана. Да се биде свештеник, пред се значи да се биде свештено служител на светите тајни во црквата. Да се биде свештеник значи и да се има одговорноста на црковното учителство, односно вклучувањето на верниците во верата. Од тука потигот како и мотивот за ангажирање во еден ваков медиумски проект, со кој правенствено би се обратиле до конкретната црковна заедница која ни е доверена, православните верници, нашите парохијани, кои што се цркуваат при Свети Петар и Павле. А потоа се надеваме дека овие изданија ќе бидат полза и за сите оние кои што сакаат да се поучуваат во православната христијанска вера и духовност. За почеток, едноставно прашање. Што е црквата? Која е смислата на нејзиното постоење? Зошто треба да одиме во црква и да бидеме дел од црквата? Кога велиме црква, не мислиме на црковната зграда, на храмот каде што се извршуваат црковните богослужби и свештено дејствие. За жал, многумина така мислат кога се зборува за црквата дека тоа е храмот, местото каде што од време на време одиме да запалиме свеќа, со што и многу често поголемиот број на православни верници, барем на име православни, го заокружуваат своето учество во неа. Црквата не е ниту некаков друштвен или национален клуб, чии што членови стануваме со едноставно плаќање на чланарина или донација и каде што одиме само заради разонода и друштво. Црквата има многу дефиниции, но со сигурност не е она што предмалку го споменавме. Црквата е основана од Господ Исус Христос, Синот Божи кој стана човек, и таа е востановена како заедница на верници кои веруваат во Христа и неговото учење како совршено откровение за тоа кој е Бог и која е смислата на човековото постоење. Човекот е создаден како социјално, или да речеме друштвено битие, кој има суштински потреби од три нешта: заедница, убавина и вистина. И црквата на човекот му ги возможува сите овие нешта. Како заедница на Светиот Дух, во црквата сите ние крстените учествуваме со својот личен талент даден од Бога, без да го изгубиме својот личосен идентитет. Сите ние крстените, православни христијани, собрани на едно место, собрани околу епископ или свештеник во света литургија, представуваме една локална црква, парохија, која ги има сите неопходни дарови на Светиот Дух за спасение. И таа парохија, таа црква треба да функционира како едно големо духовно семејство, во која сите ќе се препознаваат како браќа и сестри и меѓусебно ќе си помагаат. Како во секое семејство, нормално постојат несогласувања и недоразбирања, но со добра волја и труд сето тоа се надминува, но на крајот на краиштата семејството си останува семејство. Убавината во црквата човекот ја доживува преку црковната естетика, не само преку доживувањето на црковната уметност во богослужението, преку светото сликарство, фреските, музиката и целата атмосфера, туку и преку целокупниот подвижнички живот, молитвата, постот, добродетелите, причестувањето, литургискиот и празничниот ритам, преку борбата со гревот во себе, во работата над себе си и градењето на собственото спасение, нешто што светите оци на црквата го нарекуваат уметност над уметностите. Вистината пак ја среќаваме во црквата како личност, зашто самиот Христос е патот, вистината и животот. Нема христијанство без заедница, без црква. Нема индивидуалистичко христијанство. Има многу православни христијани кои од различни причини се оддалечени од црковниот живот, иако во себе имаат вера. Еден од изговорите на таквите луѓе е дека верниците кои најчесто ги среќаваат во црквата се лицемерни или едноставно лоши луѓе. Вистината е дека секаде луѓето се такви какви што се со својата падната и огревовена природа, со слабости и со мани. Но ваквиот изговор не менува ништо, освен што не загушува во собствениот индивидуализам и ни го загрозува спасението. Да се биде добар и морален човек е навистина важен дел од Христовото учење, но моралот сам по себе не е нешто што не спасува.
Она што не спасува е единството со Христа во црквата. И тука доаѓаме до една друга важна слика за тоа што е црквата. Таа е духовна болница. А како и секоја болница, и ова е полна со болни луѓе. Пред се духовно болни луѓе, болни од гревот и поробеноста на страстите. А Христос е нашиот најголем лекар, кој не лекува од болеста која што не оддалечува од Бога, па дури ни дава разрешување на најголемиот човечки проблем, а тоа е смртта. Не постои философија или религија во светот, освен црквата Христова, која што дава терапија, па дури и победа над овој најголем човечки проблем и непријател смртта. Ако е така, а така е, тогаш црквата треба да биде центарот околу кој ќе се вртат сите наши животни аспекти и ќе му дава смисла на нашиот живот. И црквата ќе има приоритет во се во нашиот живот, вклучително работата, слободното време и секоја овоземна радост. За